Мандатарот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски го скрои новиот владин состав. Во неговиот тим влегуваат пратеничката Славјанка Петровска, предложена е за министерка за одбрана, која во техничката влада беше заменик министер за внатрешни работи. Поранешната пратеничка Славица Грковска, која сега е во меѓународна IT компанија, ќе ја преземе вице-премиерската функција за борба против корупцијата. На местото на Јагода Шахпаска во Министерството за труд и социјала доаѓа досегашната директорка на Државниот инспекторат за труд Јована Тренчевска. Ирена Стефоска во култура ќе ја замени пратеничката Бисера Костадиновска Стојчевска, која јавноста ја запамети по тоа што прва во скафандар гласаше во собранието додека беше ковид позитивна. Министерството за правда ќе му припадне на непартиски кадар Никола Тупанчевски, долгогодишен професор на правниот факултет на УКИМ во Скопје. Во новата влада останува досегашниот министер за правда Бојан Маричич, но ротира на вице-премиерско место во секретаријатот за европски прашања, односно на позицијата на Никола Димитров. Љупчо Николовски се враќа на старата фотелја во Министерството за земјоделие. Тој на оваа функција беше од 2017 до 2019 година. Од старите кадри на СДСМ до сегашните позиции во владата ќе ги задржат тројца министри. Фатмир Бетики ја продолжува својата функција за вице-премиер за економија. Оливер Спасовски останува на чело на МВР и Благој Бочварски, кој порано беше подпредседател на владеачката партија, а едно време беше и градоначалник на Штип, продолжува да раководи со транспорт и врски. На својата позиција ќе остане и Горан Милевски од ЛДП. Во новиот состав Ковачевски очекува максимално посветена работа во интерес на граѓаните и остварување на ветеното. Јас кажав дека ќе се водам од принципите на исполнување на обврските, капацитетот на личностите кои што го имаат, на перформансите кои што ги имале во изминатиот период на водење на одредени ресори, и затоа предлогот беше таков да имаме нови министри кои што ќе преземат одредени ресори, имаме ротации на министри кои што од еден ресор одат во друг. Прво заради тоа што дел од нив се покажале како ефикасни и ефективни во извршувањето на своите задачи кога го извршувале тој ресор во една од изминатите влади. Во друг случај, кога одреден министер, сметам дека според неговите професионални перформанси, според неговите академски остварувања и според минатото искуство одговара повеќе на друг ресор. Дуи останува со истиот кадровски состав во владата, со тоа што Јетон Шакири ќе се пресели во образование. Алтернатива влегува во здравство со Беким Сали, додека Алити и Чупи ќе ги водат министерствата за администрација и она без ресор задолжено за диаспора.